Toyota стартуваше со продажба на своето најскапо возило, електричниот e-Palette. Може да биде минибус со 17 луѓе, комби за превоз на стока, канцеларија на тркала или што и да треба. За прв пат беше покажано на CES во 2018-та како целосно автономно возило, а на Олимписките игри во Токио служеше за превоз на спортските и официјалните лица, но не помина славно. Едно од возилата утри и повреди атлетичар кој поминуваше на пешачки премин, пошто контролата во возењето ја презема оператори. Проектот сепак не беше прекинат и сега ова интересно возило повторно е актуелно. Визуелно задржа многу од оригиналниот концепт со кутиеста и симетрична кабина, мали тркала и големи стаклени површини. Пријателското лице е дефинирано со тркалезни светла, прилагодлива дигитална сигнализација и секако амблемот на марката. Најголемата измена е внатре, каде централно се поставени седиште за возачот и инструмент табла. Предност му е и што интериерот може лесно и брзо да се прилагоди, трансформирајќи го од, например, шатал за патници наутро, возило да достава преку ден, или пак подвижен киоск за продажба на храна навечер. Автономните способности засега му се ограничени, но Toyota веруваат дека најдоцна до 2028 година ќе може повторно самостојно да вози. Должината му изнесува 5 метри, широчината нешто над 2, а височината 2,65 метри. Тежи значителни 3 тони, а максималната брзина му е ограничена на 80 км на час. Електромоторот испорачува 204 коњски сили, а батериите се доволни за поминување 250 км. Сето ова би звучало доста привлечно, да не е цената од дури 170.000 евра, од кој јапонската влада широкоградо покрива 90.000. Освен дека ќе произведува само по нарачка, од Toyota не објавија никакви бројки за планираната продукција.